Стресот од цените постигна се народност и сериозно ги загрижува сите, но големиот список на проблеми на активно место го поставува прашањето колку од кризните проблеми се увозни, а колку домашни. За власта, инфлацијата и сите економски непогоди се чист увоз. Ние како влада не можеме да влијаеме на цената на газот, струјата или горивата, поради што и се случува тоа со економијата. Но правиме се ударите да ги амортизираме и во неголема мерка во тоа успеавме. Изјави премиерот Ковачевски. Од друга страна, ВМРО ДПМН секојдневно аргументира дека владата е недорасната на сегашните предизвици. Оваа влада, освен што не знае и не може, таа е и криминална, па кризата ја користи за секакви малверзации и лично богатење. Последен пример за тоа се кражбите со разликите во цената на струјата. Обвини лидерот на партијата Христијан Мицковски. Кризата и начинот за справување со неа, освен партиите, ги подели и експертите. Идентично на нив, различни се и нивните мислења. Но, што за ова мислат граѓаните? Дали кризата е увозна роба или од домашно производство? Кризата наша или увозна? Наша си криза. Наша си. Ајде, ја морам, чувам парат, нука и бегај, ќе дојдат децата. Дома кој ќе биде крив? Газата што е, дома крив ќе биде ако не одат. Децата како по таткото одат, така и државата. Лек нема, работа само. Па наша е. Од кој причини наша? Ние сами се создадеме или ни се Па сами ние, политиката наша. Па ја мислам дека е наша. Наша? Наша, да. Нешто увозно, нешто наше. Иако мислењата се дебатни и различни, веројатно првото по важност прашање е кој е лекот за кризата. Дефинитивно надлежните. Се смени политиката, сите политичари гледат само за себе. Никој не се занимава со државата, никој не се занимава со економијата на луѓето, како живеат луѓето. Ја не знам како ќе излезем шаки гледа. На кај ќе оде не знам. Па леко знае се, има надлежни за тоа што треба да унадат леко. Ние не може да унаме, тражиме натаму, одем. Ние си предпоставуваме, нели, ама немаме таа смелост да им пресечеме. Во вака непомирливо поделени размислувања, кризата го шири своето пространство и секојдневно има нови незадоволства. Протестите се на дневна база, а социјалните барања се погласни.